За христијанските верници денеска е Велика сабота, денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Пред соборниот храм во Скопје е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, на полнок ќе биде објавена најрадосната вест, Христовото воскресение. Тања се прават последните подготовки овде внатре во соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што верниците ќе дојдат и ќе го дочекаат највеселиот настан Христовото воскресение. Може да кажеме дека сега во моментов имаме една тишина и граѓаните веќе заминаа дома, како што рекоа, да одморат, па вечерва ќе се вратат во црквата. Она што можевме да забележиме со мојот колега Љубомир Домазетов е дека навистина многу странци денеска се присутни овде во Скопје и во соборниот храм, каде што навистина запознавме и муслимани кои дојдоа и католици кои кажаа дека се воодушевени од храмот и не прашаа и за нашите обичаи. Исто така и многу иселеници од Македонија дошле после неколку децении во родното Скопје. Да ги слушнеме тука изјавите. Тачно. Како ќе го поминете празникот? Многу убаво. Прво го чекам да помине времето, за да може да го чуеме оној убав збор. Кога ќе останете во соборниот храм? Па веројатно, да. 6 години живеам во Америка, сега дојдов со внуката, викам ајде запалиме. Стара сум да дом за вече, а в Чикаго ко живеам одиме. Среќна сум што сум за Великден прв пат идам. Секоја година идам, ама не идам во време. Идам. Сега ова година се погоди и католичкото. Ја сам дошла из Опатije sa групом turista i baš bi žela da doživim pravi običaj ovdje u ovom hramu. Така, денеска Велика сабота, денот кога се чека најрадосната вест. Верниците денеска го поминаа денот во молк, а исто така оние кои дојдоа од рано изутрина во храмовите ја земаа и светата причест. Вела дека постале 7 недели и навистина се срекни покрај сите искушенија и тежок период што го имаше изминатиот период од државата, дека успеале да постат и навистина посакуваат и наредната година да имаат срекни пости. Да го слушнеме тука и прилогот. Велика сабота, ден на спојување на тагата за Исусовата смрт и радоста за неговото воскресение. Велика сабота е втор ден на тага, жалост и молк за христијаните. Великата сабота е најтаинствена за човечкото око. Бејќи сите настани од понеделник до петок беа видени со човечките очи, на овој пат Господ е положен во гробот со своето тело, како Бог, а со својата душа слегува во адот, каде што го разрушува адот, бидејќи адот било место на смртта, каде што сите починати од Адама до Исуса Христа биле сместени таму. Го разрушува адот, ја разрушува смртта и ги воведува првите праведниците во рајот. Токму затоа со телото е во гробот како Бог, со душата како Бог е во адот. Потоа повторно се враќа во своето тело миговно и воскреснува. Од рано изутрена верници кои постеле 7 недели и последната недела без масло се причестија во соборниот храм. Постот го поминале убаво и лесно. Со молитва пред иконите и запалена свеќа за здравје и среќа, верниците ја очекуваат најрадосната вест за Христовото воскресение. Чим ти е душата чиста и телото здраво, тоа е убава работа. И самиот пост е убав како пости за телото и за душата и за све. Е потешко, ама тоа е нашето искушение денеска, нели? Во вакво време да станеме чисти. Се чувствувам секој природен. После причестнава, да ви кажам. Христовото воскресение Великден верниците вечерва го дочекуваат во црквите. Секој од нив со себе носи црвено великденско јајце. Пред полноќ сите присутни 3 пати ја обиколуваат црквата, а точно на полноќ си подаваат рака со поздравот: Христос воскресе, навистина воскресе. А Тања, вечерва сите патишта ќе водат во црквите. Она што посебно треба да го кажеме за гледачите е дека улиците околу соборниот храм ќе бидат блокирани веќе од 18 часот и ќе има посебен сообраќаен режим. Исто така можно сообраќаен режим да има и во Ѓурче Петров кај црквата Свети Петар и Павле, а посебен сообраќаен режим може да има и на патот кон Горно Лисич од општината Аеродром. Она што верниците не треба да ги збуни ако патуваат со
автобус од мостот Гоце Делчев е дека може да има променет правец на движењето на автобусите. А инаку вечерва овдека со свечената литургија ќе бидат сите свештеници на чело со архиепископот господин Стефан, кој денеска исто така испрати порака до верниците. Да ја слушнеме и пораката. Во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да се воскреснеме со Него. Честитајќи ви го празникот над празниците на сите верни чеда на Мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. А овој Великден е многу посебен, бидејќи и католиците и православните верници го слават заедно Великден. Тоа е една и од пораките на папата Франциск, кој сака дека и порачува и во иднина Великден да се прославува заедно. Ние им посакуваме пријатна вечер и среќни празници на сите наши гледачи.